Денеска во Националната установа Универзитетска библиотека Свети Климент Охридски во Битола беше промовирана книгата "Да не ми е сон" од авторот Зоран Пејковски. Станува збор за поетска книга во која доминира љубовната поезија, а промоторот Жоглев ја опишува како лирска и сензибилна. Во мојот осврт, всушност, се задржувам најмногу на тоа дека оваа поезија на Пејковски во оваа збирка може да се карактеризира како ониричка, а онирички изразот од грчкиот збор онирос е нешто како сон. Значи, бидејќи во грчкиот јазик има збор хипнос, односно ипнос, што значи сон, длабок сон, а онирос е нешто како сон. Тоа значи дека и насловот на оваа збирка кореспондира со тоа "Да не ми е сон". Ако пишуваш драмски текст, се внесуваш во драмата, целосно во динамиката, во драматургијата, во приказната матер. Поезијата е сосема друга приказна, каде што можеш да доработуваш. Во Битолската библиотека денеска се одржи 11-тата поред традиционална роднокрајна писателска средба со битолски автори од Македонија на тема препознатливоста на мојот стил на изразување. На оваа средба по претходно зададена тема, овој пат темата беше препознатливост на мојот стил на изразување, се пишуваат авторите, ги праќаат своите текстови, кога доаѓаат тука, читат дел од имат свој дел од тие своји текстови, значи како излагање ги даваат, меѓутоа подоцно ги печатиме во зборник. Низата културни настани во Битолската библиотека денеска се заокружија со реализација на втората фаза од проектот "Слушај музика, биди среќен", во кој се вклучени предучилишните установи. Проектот има за цел развој и избогатување на животот на децата преку музика, а истиот е поддржан од Министерството за култура.